Зошто е важно да се зборува пред медиумите за проблемите со кои се соочуваш? Транспарентната борба заедно со 25 минути заокружувајќи ја третата сезона придонесе за неколку позитивни исходи. Имено, зборувањето пред камера покренува свесност во општеството и предизвикува внимание за општествени случувања кои инаку ќе поминат незабележани. Ширејќи лични приказни, луѓето може да им прекосат на стигмите и да ги охрабрат другите да зборуваат гласно. Тоа помага за кршење на тишината, за одредени проблеми и да промовира разбирање. И додека успехот не е секогаш загарантиран, позитивното влијание има удел во иницирањето разговори, кои имаат потенцијал да започнат разговори кои понатаму ќе придонесат за промени, поддршка и решенија. Третата сезона на 25 минути ја одбележаа пред се пензионерите, кои со нивната борба и помош од камерата се чини конечно се движат кон посакуваните промени во пензискиот систем. Сдруженијето е формирано 2011, требаше да има 2015, немаше. Ни 2015 немаше, 2019 требаше да има, но и тогаш немаше избори. Лјупчо сам си ги избра тие представници Сојуз на пензионерите, господја Станка Трајковска, не кажа дека јас не се мешам, немам ингеренции, така натаму и така натаму. Организационата поставеност на Сојузот и Сдруженијата не е по вертикала, туку е по хоризонтала. Ние можеме, согласно нашите надлежности во статутот, да даваме своји препораки, насоки. Меѓутоа, ние немаме надлежности мериторно да даваме некои одлуки или решенија со кои што ќе донесуваме некои мерки за кои што си е надлежно самото здружение, бидејќи тоа е самостоен правен субјект. За прв пат во работењето на извршниот одбор, токму заради тоа што го спомнавте Сдруженијето на пензионери од Бутел, се направи исклучок и по тие представки што беа поднесувани, па наводно, како што кажувате, и кривични пријави, каде што си се надлежни сосема други органи, тие нормално беа од страна на извршниот одбор на Сојузот во рамките на нашите надлежности, им беше препорачано, а и на Сдруженијето, да онаму каде што има неправилности, било во изборите, било во нивното работење, да си поведат соодветни постапки до надлежните органи. Тоа е оној правен механизам и алатка со која што ние како Сојуз располагаме. Сегдека е тоа направено така, дури во цела Република Македонија, сегдека во сите здруженија на пензионери, изборите се такви, нерегуларни. Затоа сакаме да се поништат тие избори. Тогаш, ако не е надлежна Станка, не е надлежно Министерството за правда, не е надлежен јавен обвинител, не е надлежен општински суд, не е надлежен управниот суд, тогаш не знам кој во оваа наша држава е надлежен за да ние како пензионери ги добиеме своите права. Пензионерски здруженија како да се фрлени на страна и да е нивното главно ангажирање околу тропна лоро, широко или ајде на манастирски ручици, а не бавење со вистинските проблеми на пензионерите. Овие емисии покрена иницијатива не само кај Сојузот на Сдруженија на пензионери, туку и кај други здруженија да го кренат својот глас. Од Сдруженијето на пензионери Куманово бараат менување на методот на пресметка и плаќање на задолжителната членарина за членови на Сдруженијата на пензионери во Република Северна Македонија на следниот начин. Пензионерите чии пензии се до 10.000 денари да бидат ослободени од плаќање на членарина, а истите да можат да бидат рамноправни членови. Пензионерите со над 10.000 денари да плаќаат членарина во износ од 0,1% од номиналниот износ на пензијата. Со ова, велат тие, би се исправила пропорционалната неправилност при зафаќање од пензијата и рамномерно би се поделила оптовареноста согласно висината на пензијата и реалната економска моќ на пензионерите. Ако не се потрудите сами да го спречете неовластеното навлегување во ваш или заеднички имот, дивоградбите ќе станат практика. Во општина Аеродром, во 3 различни случаи,
жителите се погрижија да ја зачуваат својата и јавната безбедност, со тоа што ги споделија своите приказни со редакцијата на 25 минути. За една дива градба, да ја наречам настрешница, не е настрешница, ќе речам настрешница во наводници, бидејќи настрешница кога се мисли, кога се кажува, се мисли на една обична плех покриена површина. Ова е некоја, јас така ја пишувам во сите мои дописи, габаритна настрешница. Една голема тешка конструкција. Настрешница не може да биде од 40 метри квадратни. Таа настрешница е фактички долж целиот наш стан. Општината прв пат ни поднес, ни испрати едно известување во писмена форма дека општината нема лиценциран, односно овластен градежен инспектор. Единствено што направија, тоа постапија на советот на седница на општината во 12 месец донеле се оваа одлука, ангажирани, дека ќе биде ангажирана инспекторка, ја знам по име и презиме, од општина Центар. И чекаме јануар месец, февруар месец, дека ќе почне да работи од март. Во март месец јас отидов првиот ден, се запознавме, кажав за случајот, она рече, јас планирам утре да дојдам. Ја додека стигнав дома, тие дојдоа. Ги видовме од балкон, она направи увид одоле, направи записник, тројца членови, раководителот на оделението, овластената и уште еден член. Јас викам тогаш кога да очекуваме да постапите по решенијата, она вика па најверојатно наредниот месец ќе бидам тука, последниот месец. Во истражувачката сторија на 25 минути во февруари годинава, каде неколку жители не контактираа за дивоградба во зграда на улицата, било како да ја именувате, Методија Шаторов Шарло или Руди Чаевец, станарите добија констатирано решение од страна на општина Аеродром за рушење на дивоградбата. А има и такви чија борба може да се претпостави дека ќе трае долго. Во Скопје се одржа 4-тиот Прајд настан. Социолошки, филозофски или политички, било како да го анализирате одржувањето на една парада на гордоста, фактот е еден. Се работи се луѓе кои излегуваат на улица за да побараат права кои во суштина треба да им се основни, да може да живеат така како што се чувствуваат, почитувајќи ги законите кои важат за секоја личност. 25 минути стои гордо заедно со останатите медиуми кои придонесоа за ден без ниту еден инцидент. Секако свесни сме дека секоја година организирање на парада на гордоста секаде во свет е настан од висок ризик. И ние тоа сериозно посветуваме време на тоа. Во комуникација се сме како и секоја година со МВР и безбедносните протоколи веќе се изготвени, така што се надевам дека и оваа година како и минатите ќе помине без проблем. Но она што е важно да се каже е дека насилниците се најчесто кукавици. И тие никогаш не напаѓаат кога сме заедно. Насилството се случува кога сте сам на улица, кога сте тие побројени од вас и посилни од вас. Во таа смисла овие безбедносни протоколи ги даваме на сите учесници за да знаат дека додека сме заедно ние сме безбедни. Заминувањето дома е клучниот момент и ризик по насилство и во таа смисла ние организираме групно заминување. За некои дискутабилно прашање, за други суштинско. Она што е важно да се напомене е дека во 4-та сезона ќе стоиме отворени и рамо до рамо со работниците, со обесправените, со ранливите, со маргинализираните, со опресираните и со сите оние кои имаат што да кажат. И додека размислувате дали или кога да не контактирате, отворете ги профилите на платформата 25 минути и охрабрете се. Придружете ни се. Вашата приказна заслужува да биде слушната. Господјо Филиповска, која е причината всушност за дивоградбите во Македонија? Имате ли објаснување, да, како архитект проминентен? Историјата на дивоградбите и во Македонија е од многу постар датум, уште во времето на бившата држава на Југославија, каде што од 70-тите години е почната таа борба против бесправни градби. Тешко одеше и тогаш, а сега со уште потешко,
бидејќи во време на транзиција имаше стопирање на донесување на нови урбанистички планови, имаше спори процедури за добивање дозволи на градба и тоа го отвори патот да се уште повеќе се омасуваат bespravните градби. Особено се омасовија во два наврата. Едниот е после земјотресот со масовното населување во Скопје заради потребите од работна сила, а вториот е после транзицијата, со почетокот на транзицијата со уништување на производните структури и фабрики низ цела Македонија, каде што голем број на население се всјати во Скопје за по барање на работа. Прво беше нападната околината на Скопје и масовно се градеа индивидуални куќи, купени на ниви за мали пари. Во тоа време земјоделието изумираше и нивите луѓето ги продаваа втората генерација на собственици за без пари, би рекла, за евро 2 и за многу ефтино земјиште со здружена градба од соседи и пријатели се изградија огромен број на индивидуални куќи. Со донесувањето на законот за легализација, тие успеа да своите домови да добијат имотен лист, што е добро, затоа што тоа основа за понатамошно одржување на тие објекти. Но претходно имало инфраструктура обезбедена, па потоа биле легализирани. Во почеток, бидејќи не беа толку масовно доаѓа, тоа малку по малку се случуваше, ги користеа постојните патишта во руралните средини или тука околу градот и секогаш се градеше покрај веќе формирани улици. Меѓутоа, со омасовување, тие почнаа да се градат многу хаотично, без да водат сметка и да се обезбедат достапен пат, како за својата куќа, така и за куќата на својот сосед. Не само пат, туку инфраструктура, генерално, струја, вода, канализација. Тие снабдувања со енергенси многу покасно успеваа да ги обезбедат. Канализацијата ја правеа со септички јами, а од бандери добиваа начин како преку ЕВН или со биво приклучување или не знам, никогаш не се разговараше за тоа масовно населување, за да градот направи политика колку население е возможно да го прифати со таа инфраструктура што ја има и со тие работни места што може да ги овозможи. Онака како што Љубљана има политика всушност на населување и вдовување. Таа изостана во Скопје и затоа се мултиплицираше проблемот со бесправни градби. Претходната власт добро го детектира тој проблем, дека е тој голем проблем и дека треба на некој начин да се реши. Меѓутоа многу популистички се реши на начин практично без пари да можат да ги легализираат со 1 евро квадрат, без да се води сметка за инфраструктурата и со кои средства ќе се обезбеди таа инфраструктура за такво масовно населување. И на тој начин добиваше поени кај гласачите. Меѓутоа, од друга страна се направија големи штети и страшни последици. Да говориме за последиците. Што значат последиците, ние ги гледаме, но еден архитект како би ги дефинирал повеќе слои? Јас би ги групирала во неколку групи. Таа да речам што е многу очигледна економската, дека општината беше оневозможена да си ги собери таксите кои се потребни, она живе од тие комунали, даноци, за да оформи нова инфраструктура за ново изградените објекти.
Втората многу сериозна последица, што сега ја покажа и земјотресот во Турција, е сигурноста на објектите. Вториот наврат на бесправни градби се пренесе во централното градско подрачје. Значи, цели објекти кои се со детални планови градени, заради апетитите на инвеститорите, секогаш тие или ја прошируваа градбата, или надодаваа некој кат. И успеваа со законот за легализација на дивоградби да ги легализираат тие ново изградени површини без никаква проверка на сигурноста и од сеизмичен аспект и од статички аспект на објектите. Со тоа ставајќи ги во една многу ризична положба станарите кои купиле станови во тие објекти. Политичарите ги отстрануваат практично архитектите во ваквите планови, имајќи го на ум секогаш финансискиот мотив, за разлика од професионалниот и безбедносниот. Финансискиот мотив е само на инвеститорите. Општината и државата нема никаква финансиска добит од тие дивоградби. Може би има некоја друга добит, меѓутоа финансиска добит... Државата не, но државата очигледно дека нема. Втора работа што се направи многу голем хаос во централ, јас ќе зборувам сега повеќе за Скопје, бидејќи ги познавам повеќе тие проблеми. Најголем хаос се направи во средување и урбанизација на централното градско подрачје заради легализација на помошни објекти. Значи, Дебар мало, Буњаковец, Маџар мало, Ново мало, во рамките на своите дворни места секогаш имале некој помошен објект. Дали било тоа гаража, шупа или некаков друг помошен објект, летна кујна, која малку по малку ја претворуваат во нов стамбен објект со мала квадратура и таа некоја локација која е по стандард како ги купувале тие локации која се населувале во тие простори, биле меѓу 400 и 500 квадрата. Со тоа што сега во дворот изградува уште еден стамбен објект на сметка на гаража или не знам некој помошен објект, таа локација сега се поделува на два со накнадна урбанизација и притисок врз урбанизацијата што ја вршат општините се дели на две локации и се ствара можност, се создава можност сега тие два објекти мали со мала квадратура наеднаш да постанат повеќе катници од 4-5, па сега апетитите одат и до 7 и 8 ката, што го масовно го гледаме да се случува на улица Козара. Со такво големо згуснување на централното градско подрачје сосема се уништи зеленилото, сосема се деградира инфраструктурата која неминовно ќе треба да се обновува. Сега уште на стаклени нозе стои во тие поголеми булевари, успеа да ја реконструираат, меѓутоа во овие мали улички на кои веќе се толку многу се згусна населението, значи некој имаше некакви принципи за урбанизација, каде што се викаше во Скопје не смее повеќе од 500 жители на квадрат да има заради тоа што е земјотресно подрачје. Тоа не е важно за политичките структури. Да, тоа не се почитуваше. Прв пат тој принцип се наруши при изградба на Капиштец, ама тоа беше планирано и бидејќи Скопје почна да станува метропола, се мислеше дека само на тој појас кој има сега висока изградба, може да си дозволи до 800 жители на хектар. Меѓутоа, сега кога ќе го погледаме Капиштец е високо урбанизирана зона со обезбедени паркинг места, со зелени површини. Водно сега се уште не е високо урбанизирана зона, но изгледа не
безбедно. Да. Ги видовме проблемите на водно пред неколку години. Па, Колку опасно и може да тие делува проблеми исто произлегуваат од легализација. Масовно легализирање на некои од нив се стари објекти кои си постојат. Сепак и тоа водно била надвор од централното градско подрачје. Тоа биле кукички кои обслужувале лозија. Малку по малку тие кукички се претворени од помошни објекти во стамбени објекти, од стамбени објекти во стамбени згради. Стамбени домови, па во стамбени згради. И само се гледаме како растат висината која И се уништува водно на тој начин. се уништува и зеленото, а и сигурноста на градот, затоа што ние се уништи и собирањето на водите од водно, каналот се затрпа тука и сега ние не знаеме што се случува со собирањето на тие поројни води што се спуштаат од планината надвор. Добро, јас ви благодарам за овој разговор. И благодарам и на вас на поканата. Gender inequality in Slovenia is doing, I think, quite similar to some other European countries, not very good. There's still a lot of disparities between men and women, and then when you add to this the fact that there's also trans people, there's a lot of problem actually about gender equality, because still society is expected to have men, cis white men, in charge somehow. You see this in the disparities between the salaries between men and women. You see this with the discriminations made to all other genders than cis heterosexual male. So yes, it's a work in progress. What we have done is, I think, it's a very important step. It's so. In Slovenia, it is now legal for gay and lesbian people to marry each other. So we have marriage equality, which was a fight of more than 10 years, of 20 years. Even I think it started like something like 30 years ago, like a very, very, very huge and long fight, and it ended with the decision of the tribunal to allow, and it's now it's not a right for people. I think that this is going in the right direction, in the way that we don't talk about so much men and women, but we talk about partners. So I think that there's still a lot of work to do in schools, in kindergartens, in regards to how culturally we teach our children to think and to see sexes and gender. And there's still a huge work to do. I think that the problem is that a lot of women of mother actually aren't necessarily willing more gender equality, or to put in other words, they're very comfortable in a world that is actually not equal. And I think that this is the most important obstacle to change in society. It's the culture. It's the idea that men and women are different, and that this is something that was that is an ultimate truth, that is
actually accurate from the beginning of time to now. It's not the case. Of course, it's not the case. But still, I think people believing that doesn't help to gender equality being achieved in Slovenia.